Дали знаете дека лево на 200 метри од рудникот Алшар има едно вечно зелен рид на кој не смее да стапне ниту човечка нога, ниту преживари. Во земјата на ридот има талиум, отров многу поопасен и од арсенот. Го има во помали количества, од кој ако се внесе во организмот го соборува секој крупен добиток што се напасува таму. Уште полево од Алшар и од ридот се наоѓаат извори со топла вода, а наспроти нив, на крајот на селото Мајден, селаните експлоатираат некаков бел минерал со кој ги перат алиштата, ги мијат садовите, ги чистат сите простории во своите домови. Овој природен правкаст минерал го има во неограничени количества. Волшебниот магепсан терен околу Алшар, познат меѓу староседелците како Црвена долина, е вистинска енигма за научниците. Тоа е исто така значаен флористички локалитет кој што се карактеризира со присуство на растителните видови алшарска темјанушка и арсенска темјанушка, кои представуваат македонски ендемити. Локалитетот под името Алшар е запишан во списокот на корине биотопи за Македонија. Дали знаете дека во постојаната поставка на археолошкиот музеј се обединети скоро сите најрепрезентативни и уникатни римски артефакти, меѓу кои и бронзената биста на Силен, од 2 до 3 век пред нашата ера, локалитетите Исар и Марвинци. Силен во грчката митологија представува придружник и учител на богот Дионис, кој заедно со сатирите и менадите ја представува свитата на Дионис. Се сметало дека Силен имал посебни знаења, но и способности за предвидување на судбината. Тој е заштитник на радоста, веселбите, танцот и лирата, но пред се на виното и пијанството. Приказните на Силен се налик на пијан и дебел старец со широко отворени очи, подигнати дебели веги и широк нос, кој на главата носи венец од бршлен и винова лоза. Има долга и кадрава брада, мустаки и коса која речиси целосно ги покрива неговите шилести уши.